Со комеморација на спомен релефот кај Народниот театар Штип и полагање на букети цвеќе од представниците на општинската организација на Сојузот на борците, градоначалникот на општината Илчо Захариев, делегации од Советот на општина Штип, државни институции и политички партии се одбележаа 76 години од бомбардирањето на градот. Секретарот на општинската организација на Сојузот на борци Петар Миќевски во пригодна реч истакна дека на денешен ден во раните утрински часови германските авиони полетеле од базите од Бугарија, при што од фашистичкото бомбардирање загинале околу 200 штипјани и војници на тогашната брегалничка дивизија на војската на Кралска Југославија. На 6 април 1941 година, врез претходно објавувана војна, германскиот фашистички окупатор и неговите сојузници едновремено од воздух, вода и копно ја нападнале територијата на бивша Југославија, а со тоа и на Македонија, со што практично е означен почеток на окупацијата на бивша Југославија и на Македонија. Германското воздухопловство го изврши варварското бомбардирање на Штип од базите на царска Бугарија без никакво предупредување на 6 април 1941 година во раните утрински часови, додека местното население се уште спиело, а некој оделе на работа. Градоначалникот на општина Штип Захариев вели дека овој дел од нашата историја не смееме да го заборавиме. Тој дел од историјата мораме да го паметиме, беше почетокот на само организирањето на македонскиот народ, кој тогаш, како Македонија, беше распарчан меѓу соработниците на Хитлер и на фашистичка Германија, а тоа е бугарскиот фашистички окупатор, кој зеде дел од Источна Македонија и Југозападна Македонија, секако италијанскиот фашистички окупатор кој ги окупира западните територии на Македонија и нормално нивните соработници балистите, кои беа активни соработници во прогонот на македонското население од Западна Македонија, посебно деловите кои беа окупирани од Мусолини и од фашистичка Италија. Оние кои се сеќаваат на грозотите од Втората светска војна, со порака посебно до младите генерации. Порака до младите генерации да го чуваат ова, стекнато за денеска, бидејќи има многу наши борци паднати за оваа слобода, секој пат треба да чуваме ние тие. Пред 76 години фашистичкиот окупатор во првиот налет ја бомбардирал Соколаната, каде што сега е Народниот театар Штип, во кој биле сместени 2 воени единици на Кралска Југославија, а во вториот налет авионите ги бомбардирале тврдината Исар, околните Мала и Штипската болница.